Главниот град во мај повторно ќе биде местото каде што ќе се слави триатлонот, спорт кој што е брзорастечки во светот, кај нас добива се поголемо внимание, пријавувањето е во тек, кој се може да биде дел од спортскиот настан кој секоја година и добива на масовност. Меѓу другото, дознаваме од Данчо Георгиевски од клубот Триоџи Рейсинг кој заедно со Триатлон Федерацијата е организатор на настанот. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Ајде ќе започнеме со некој статистички податок. Знаеме дека станува збор за комбинација од пливање, велосипедизам и трчање, но веројатно малкумина знаат дека триатлонот по потекло води од Калифорнија од 1970 година. Во 2000 година станал составна дисциплина во рамки на Олимписките игри. Во Македонија се појавува во 94 година и од тогаш добива на масовност. Колкава? Масовноста е се поголема. Не можеме да се поредиме, како што кажавте, во Америка или западноевропските земји, но е се подобра, посебно кај помладите генерации, се повеќе и повеќе дишење гледаме на трките, посебно на деца, еден што нарекуваме ние, односно деца помали од 9 години. Веќе таа трка брои до 70-80 дечина, што кој подосна ги прерасна, нели, во други категории. А исто така и се помасивен пак и, да кажем, оние најстарите или age групери, што викаме ние, односно луѓе кои тоа го прават за рекреација, односно за како некој предизвик. Како што се маратони, да кажем, утрчање, така триатлонот се тие наречени Ironman или долгодистанции. Во мај, како што впрочем може да се прочита на насловот, Скопје ќе дише во духот на триатлонот и сега мај никако не изгледа далечен, но во поглед на организација се брои секоја минута. Како ќе биде организиран триатлонот оваа година? Како што кажавте, мај не е баш толку далеко до нас, баш е брзо, така да ги привршуваме организацијските детали. Како и претходната година, како и пред 3 години, пред 4 години, пливаме во Борис Трајковски, возиме на булеварот Илинден и трчаме околу центарот Борис Трајковски со малку изменета траса за трчање, за возење велосипед оваа година, односно ќе се вози дури до Карпот 4, како вика стара телевизија, али генерално другото е исто. Сега во поглед на квотите, мора да споменеме дека од година во година пред завршување на официјалниот роки се пополнуваат. Колкави се квотите за деца, колкави се квотите за возрастни? Почнали пријавувањето е започнато, но дали има пријавени? Да, кога правите триатлон на базен, најчесто триатлоните се на отворени води, но ние во Скопје пошто немаме отворена вода. Лимитација е базенот, значи самиот базен со бројот на стази може да прими одреден број на учесници. И зависно стартовите, оваа година лимитот е 250 луѓе. Лани беше 200 и веќе сме до 200, значи нема уште многу места. Знам дека тоа за луѓето што сака се пријават, секогаш има негодување, пошто се размислувале, па немале време, али пак ќе кажам, јас сакам да имам трка со 500 луѓе, али таа лимитација, немаме ограничување колку за деца, колку за возрастни, колку за кадети или пионери, едноставно тоа е бројот што базенот може да го приме. Колку категории ќе има? Како е организирано? Имаме 5 напреварувачки категории, деца 1, деца 2, кадети, јуниори и сениори, мастер кои се во една и од лани почнавме да воведуваме и тимски триатлон, кој оваа година е посебно популарен, каде што ние го викаме тој бизнис триатлон, каде што секој од 3 учесници секој прави по еден спорт, што се покажа дека е некој мотив на луѓето да учествуваат на трка како тим. Иако е триатлонот, да кажем, индивидуален спорт, тука веројатно наоѓаат некој посебен жар, да кажеме, што почнуваат меѓу себе, ќе ве победам, јас ќе победиме ние и така да посебно интересно. И какви се искуствата? Се пријавуваат учесници кои што имаат искуства во триатлонот или пак има и од другата страна приказната ентузијасти кои што сакаат да се пробаат дали ги бива? Можда е тоа најубавото, како рековме, ако негативно е лимитацијата на базенот, најубавото на базенот е што привлекува многу луѓе кои сакаат да го пробаат триатлонот, пошто за некој што не пробал триатлон, секогаш најстрашен дел е пливањето, пошто кога пливате на отворена вода, кога ќе видите првата бола на 150-200 метри е страшно. А вако у базенот кога плива може да се одмори или тука е све, па така да тоа е посебно убав нашиот триатлон, со многу луѓе почна пробале триатлон кај нас. Тоа го потенцираат. Она што, еве сега се навраќам со меморијата и мислам дека првата средба ни беше
точно во 2019 кога прв пат се организираше првиот триоџи триатлон и во кој што имаше голема масовност и некако ајде ќе тргне приказната, ќе биде традиционален, не знаејќи дека нели пандемијата ни е на прагот. Тука имавме одреден прекин, изгубили во масовноста моментот кога одлучивте повторно да стартувате? На мој пријатно изненадување не изгуби, односно баш како беше како да луѓето да чека пак да дојде триатлонот во Скопје, пошто лани кога организиравме, некако целото беше ќе биде, нема да биде, спонзори имаме, немаме, ќе можеме, не можеме и беше кратко времето, имавме некои 20 дена до организација, но за 2 недели се пополни трката од 200 луѓе, што беше баш изненадување за сите и убаво изненадување. Мора да споменеме дека надпреварот оваа година ќе се будува, барам од она што го знам јас, ќе биде дел од државното триатлон првенство. Да, беше и лани. Државното триатлон првенство кај нас се организирано систем надпревари. Значи годинава имаме 4 надпревари кои ќе се бодуваат и заедно го дава државниот првак и овој триатлон е дел од тој систем на надпревари. И ни спомнавте дека има и професионалци, условно кажано, има и ентузијасти. Станува ли триатлонот семејна приказна, односно овој триатлон надпревар кој што го организирате, бидејќи ако погледнеме какви се имаме надпревари низ Скопје, веќе по традиција цели семејства да учествуваат. Најмногу се станува фамилиарна приказка. Се повеќе веќе и штафетите ги прават фамилии почна. Гледам со презими имиња цели фамилии си прават штафети, но почесто е кај што родителот го мотивира детето да учествува, родителот се мотивирал бидејќи дете учествува и тоа сега да бидат заедно трка, нели слики и тоа. Така да тоа посебно ми е да кажеме задоволство што станува фамилиарна приказка. Предизвик е, адреналин е, носи ли одредени ризици, на што се треба да бидат подготвени сите оние кои што ќе бидат дел од триатлонот? Единствен ризик што го носи е да се внимава на велосипедизмот, да не се прават грешки, не се удрите во некого и така, мислам, она технички да кажеме, пошто самата трка, самиот адреналин, како што кажавте, може да ве занесе да изгубите концентрација. Тоа е единствено место каде што може да се деси нешто друго. Све друго е чиста забава и среќа. Споменавте дека ние како граѓани едва чекаме да се случи некаков настан за да може да го пополниме слободното време квалитетно. Дали институциите и општествено одговорните компании исто така чекаат одреден настан, особено спортски, да може да инвестираат во него? Се инвестирали доволно во спортот? Мора да кажам дека се инвестира. Никогаш не може да каже дека дон, секогаш може подобро, може повеќе награди, но не може да се пожалиме. Агенција за млади спорт, Триатлон федерација, како што кажавте, општествено одговорни компании кои за моја среќа се уште ги има. Без нив не може. Тие се, да кажеме, првиот чек што ви треба да првата подршка, кажеме, да направите ваков настан, но ќе кажам дека ентузијастите, луѓето пред све го прават, мислам дека спортот во целина кај нас. И има ли публика? Публиката е многу важен сегмент за успех, особено кај спортистите. Значи, публиката кај нас е убаво што сите овие дечиња што ги кажав, доаѓаат цели фамилии, доаѓаат баби, дедоци, тетка. И кога од секоја тие дете пати 4, стварно има многу публика и бидејќи кај нас е концентрирана трката, се е околу тука Борис Трајковски околу центарот, буквално се преполнува со луѓе. Дури лани требаше редари да не пречат, многу од нив и не им е толку близок триатлонот, па не знае кај поминава велосипедот, но тоа е убаво. Имаше тапан, имаше свирчиња, звончиња, беше убаво. Да, транспаренти. Овој месец, па и март, имаше многу настани кои што беа закажани, па мора да се откажат поради тоа што имавме навистина метеоролошки појави некарактеристични за периодот од годината, но во мај се надеваме дека ќе имаме високи температури. Некако ние бираме мај како трка, бидејќи нема друга трка во регионот и посебно атрактивно што имаме многу гости од странство. Значи имаме колку наши направувачи, имаме и направувачи од регионот. Мај секогаш бил топол у Скопје, по Скопски маратон знаеме да секогаш беше топол, така да се надевам дека и оваа година така ќе остане. И не можам да не прашам, кога станува збор за триатлонот, ние како родители секогаш бараме некаква спортска активност како да ги ангажираме децата. Бираме по 3 до 4 спортови во кои што децата едва се снаоѓаат, но тоа е делумно наша амбиција. Сега кога станува збор за триатлонот, кога ќе дојдат родители и сакаат да се посоветуваат, Данчо, зошто да го одбереме триатлонот, што им велите, зошто да за овој спорт?
за овие спортови, 3 во 1. Да, како што кажавте, триатлонот е сублимат од 3 спорта. Да. Не место да барате 3 различни спорта, тоа го имате во еден спорт, сите 3 спорта се базични спортови, односно кога што детето учи да плива, кога детето учи да трча правилно, односно свара моторика и што кажувам ја најмногу од све што детето знае да го пушти со велосипед на улица, ќе биде безбедно, пошто ние ги учиме децата пред се како да возат безбедно од точак, како да бидат вешти со точак. Значи не е само спорт каде не знам, детето ќе биде светски првак или ќе биде нешто, туку детето ќе се развие здраво. Значи буквално трите базични спортови ќе ги добие и што ќе му помогнат било што. Значи ако тренира 3 години триатлон, после тоа може да тренира било што сага. Дали ракомет, дали кошар, дали таеквондо. Што има базата од овој спорт. И тоа е основна култура, како би се рекло, Точно мора да се така, знае да, да се да, трча точно, правилно, мора да да се вози пливаш, велосипед, точно. да се плива, тоа Баш е тоа. баш тоа. До кога е пријавувањето за сите оние кои што сакаат? Пријавувањето е до 5 мај. Имаме еден, да речеме, кат пред тоа околу 20 април, да тие што треба да добијат мајца у стартен пакет, ради тоа што треба да ги имаме броеви да ги направиме мајците. Но мислам дека трга да се пополни некаде за до крајот на недела. Јас ќе се заблагодарам за гостувањето во Македонија наутро, знам дека ќе се пополни, тоа значи и ние од утринската програма треба да побрзаме да добиеме стартно бројче. Ветивме дека ќе се надпреваруваме. Ве очекуваме. Благодарам многу, Данчо, за гостувањето.